Преработувачката индустрија во септември годинава работела со намален капацитет. Само 67,5% од нормално искористениот капацитет бил ставен во погон. Причините за оваа состојба деловните субјекти ги лоцираат во недоволната странска побарувачка, неизвестното економско обкружување, недостигот на квалификувана работна сила, но и недоволната домашна побарувачка. Последниот извештај на Државниот завод за статистика покажува дека и покрај овие неповолности, преработувачите ги намалиле залихите на готови производи од своите магазини. Борбата со пандемијата COVID-19 влијаеше на целокупната светска економија. Карантинот, намалувањето на економската активност, зголемувањето на невработеноста, намалувањето на куповната моќ на граѓаните ги папсаа економските потенцијали на преработувачко-конзервната индустрија. Иако обезбеденоста со порачки во септември годинава била понеповолна во однос на август, производителите се оптимисти дека наредните месеци ќе се зголеми побарувачката за македонскиот конзервен производ. Преработувачката индустрија на овошје и зеленчук е високо ориентирана кон извоз, извезувајќи околу 80% од вкупното производство. Пазарите на Европската унија и на соседите се главните дестинации за извоз на домашно произведените и преработени производи. Статистиката покажува дека најголем процент од преработените производи кои што потекнуваат од македонската почва, а кои што најмногу се извезувал на пазарите во Европа, но и пошироко од Европа е ајварот. На второто место е лутеницата со 24%. Исто така овие бројки покажуваат дека конзервираните домати, краставици и корнишони со дури 12% земаат удел во оние производи кои што се извезуваат надвор од Македонија. Конзервираните пиперки, печената пиперка, мешан зеленчук, разни додатоци. Она што е јасно е дека годинава ковид кризата и борбата против оваа болест своје влијание има и во овој сегмент од земјоделската индустрија.